Денес се навршуваат 58 години од оној историски 12 април 1961 година, кога Советскиот сојуз од космодромот Байконур во Казахстан го лансираше првиот вселенски брод Восток-1, со што советскиот космонаут Јури Александрович Гагарин стана првиот човек во Вселената. Неговиот 108-минутен лет околу земјината орбита и до ден денес представува еден од најголемите историски настани во светот. Споменот за големиот космонаут го чува и Струмица, преку оваа писта на Јури Гагарин, дело на познатиот руски скулптор, академик Григорий Потоцки, кој е автор и на споменикот посветен на трагично загинатиот македонски председател Борис Трајковски, како и на спомен обележието на жртвите во пожарот на Струмичкиот рид. Пистата на Јури Гагарин, која веќе 7 години го краси овој дел од Струмица, е само еден од многуте докази за доброто пријателство и соработка помеѓу амбасадата на Руската Федерација и општина Струмица. Се надевам дека таа соработка ќе ја негуваме и унапредуваме и во иднина. Нека е вековит споменот за Јури Гагарин и за денешниот историски ден. Пред се би сакал да се изразам благодарност до сите вас кои дојдовте денес за да го прославите со нас денот на космонавтиката, што е значаен датум посветен на првиот лет на човекот во Вселената и да чувствувате во свечаната церемонија пред првиот споменик на Јури Гагарин во Северна Македонија, отворен уште во 2012 година. На иницијатива на Русија на 7 април 2011 година на специјален состанок на Генералното собрание на ООН беше усвоена резолуција која официјално го прогласи 12 април за меѓународен ден на летот на човекот во Вселената. Точно пред 58 години, токму затоа, патем речено, на крајот на церемонијата ќе ги пуштиме во небото 58 балони во боите на руското знаме, советскиот космонаут Јури Гагарин на вселенскиот брод Восток-1 за прв пат во светот ја надлетал земјата околу нејзината орбита, што траело 108 минути.